Лето господово, август 2025 година. Живееме во ера преполна со многу информации, меѓутоа имаме исто толку дезинформации. Па луѓето се збунети, не знаат да селектираат што е валидно инфо, што е невистина, што е лага. Па затоа вечера со Марија ќе пробаме да ви опишеме и дешифрираме некои дилеми и митови околу фитнесот, исхраната и слабењето. Добро вечер, Марија. Добро вечер и од мене. Како што кажа Дејан, во денешно време на социјални мрежи има еден тон видеа со информации, полуинформации и дезинформации. Во оваа епизода ќе пробаме да ги разрешиме кои се митови, кои вистини на најчестите прашања. Може да започнеме? Па може да започнеме. Би рекол дека стварно има безброј вакви митови, популарни митови со луѓето не знаат дека се митови. Многу луѓе живеат погрешен стил на исхрана, погрешно тренирање, живеат во заблуди за суплементи на тема опоравок, на тема спиење. Сето тоа е така бидејќи како што спомна, секој си дава на слобода и важност да си сними видео, свое мислење, да си пише нешто на форум и многу луѓе тоа го земаат како клиничка научна студија, како доказ, си го врежуваат во мозокот и го практикуваат тоа. Да, јас би рекла многу е поважно кој ја дава информацијата, него што информација дава. Баш така, за информации, да, не можеме да селектираме остро ова е точно, ова не, меѓутоа некој човек со од искуство, како го кажува тоа, плюс кога има подкрепени научни докази, факти и клинички студии со потврди, тоа треба да го земеме како валидно, а не некое мислење на некој дали тиктокер или јутубер, кој што можеби тоа видео се базира на неговиот став и лично искуство од даден суплемент или што тренинг програма. Затоа во оваа епизода, на основа на нашето знаење и долгогодишно искуство, ќе пробаме да разбиеме барем дел од најчестите митови. Да, а многу се. Не можеме ни во 3 епизоди да ги поминеме, али мораме да почнеме од некаде, па селектираме 15-тина. Одиме со првото. Спремен. Ајде. Не јади после 7 часот навечер, за да не се дебелееш. Дали е ова вистина или сепак мит? И замисли ова да беше вистина и да јадеш се што сакаш цел ден, неограничен до 7 саат и да прекинеш со јадење во 7 и тајмингот да решаваше се. Па нема повод. Замисли тајмингот да решава за нашата физичка состојба. Реално тоа е многу да бевме така скупи, Предобро. би било идеално. Да, цел ден јадеш бургери, Да, у 7 прекинуваш, да. издржуваш неколку сати да не јадеш. Во 6 јадеш симич, 6,5 и после 7. Да, не, ја у 5 до 7 ќе ги јадам, онака да ми биде тазе. Не за жал или за среќа, не знам, не постои такво нешто, дефинитивно. Порано мисле, бев убеден дека исклучиво оние стари генерации на луѓе кои што полека ги снемува, заедно со нив ќе ги снема и тие митови и заблуди, меѓутоа не, и многу млади луѓе, значи сериозна бројка на луѓе, млади луѓе современи кои што користат социјални мрежи и имат пристап до информации, размислуваат исто вака и се убедени дека навечер таа храна навечер тотално ќе им го смени нивниот физикус. Замисли пилешкиот стек пример, небитно, или брокулата изедена са бајле, не те дебеле, ама навечер изедена те дебеле. Фактички тајмингот нема речиси никаква поврзаност со нашиот процент на масти или мускулна состојба. Дека има важни тајминзи у денот за јадење, да, меѓутоа тоа е неповрзано со дебелењето. Така да, мој конечен одговор, не. Од друга страна, не постои правилен или погрешен тајминг. Еве, ти знаеш дека ние јадеме кога и да ни се јаде. Единствено што треба да селектираме и филтрираме, тоа е изворот на тие калории, бројот на макроси, протеини, хидрати и масти, тип на тренинг, хидрација, другото е неважно. Дали ќе јадеме во 7 или во 6 сабајли на полнок, буквално луѓе да знаете, можете и на полнок да си станете да си јадете, се додека тоа ви е изменаџирано во дневниот број на макроси, калории, протеини, се додека не одстапувате од таа бројка, може да јадете и во 5 часот сабајле. Така да не е погрешно и утрински да се јаде, и ноќеска. Ти стално јадеш навечер пред спиење и јас. Може да направи малку дигестивен. Во следен период не искрено избегнувам, не знам така некако ми се помести самите оброци. До 8,5 негде јадам. Мислам не е на тоа. Да, не е свесно ради ова тајминг од 7. Да, апсолутно. Само така ете ми се смени некој. Да. Биоритам во текот, не биоритам, ритам. на образ. Биоритам имаше група музичка. Знаеш, од друга страна за сите овие митови, како главно прашање е дали луѓето
веруваат или луѓето сакаат да веруваат пошто им одговара некој мит. Зошто? Затоа што некој може да слушне еве што кажа ти, а сепак да верува во она што сака, бидејќи тоа му Да. одговара. Да подсвесно сакаме да ни одговара нешто. Да се работи на представуваме тоа. како вистина. Да, со цел да си олеснеме и да не биде комфортно. Така да луѓе, јадете си без грижа, само филтрирате, селектирајте, бирајте што јадете. Добро. Ајде сега ова дали е мит. Не јаде и јаглено-хидрати ако сакаш да намалиш масти. И ова е, Мит. и ова е мит, иди на следно. Мит. И ова е многу често, знаеш, луѓето ги демонизираат јагле-хидратите како нешто прелошо, злобно, како јагле-хидратите да се виновни за целата гојазна состојба во светот. Дури и шеќерите, да, се проблем, меѓутоа не може 15, 20, 50 грама шеќер да не доведе до дебелина, ако ние претходно сме ги подмириле сите други точки, протеини, вода, тренинг, потрошувачка во денот, ни шеќерите нема да ни сметаат. Од здравствен аспект да, ќе ни сметаат, меѓутоа од визуелен може и тоа да го потрошиме. Тоа е веќе математика. Меѓутоа јагле-хидратите многу се демонизирани, а се некако супериорни на темава протеините. Фактички од протеини можеме да се здебелеме, а со јагле-хидрати можеме да слабееме. Дури можеме да слабееме и само со јагле-хидрати без протеини и масти, што е погрешен избор. Гледам дека тоа е како хит некоја диета. Ќе ги изгубиме при тоа сите мускули, што се вика и ќе падне имунитетот, ама можеме да ослабеме. Ако збориме само за губење на тежина, не на губење на масти. Така да јагле-хидратите се примарен извор за гориво, буквално бензинот во нашето тело се јагле-хидратите. Наше е да одбереме најквалитетен избор на јагле-хидрати, да селектираме кој гликогемички индекс нас ни одговара, каков тип на јагле-хидрати, дали сложени или прости. А дека ако ги изфрлиме, може периодично да ги изфрлиме, како на пример со кето диета, ама и тоа не е гаранција дека ќе слабееме. Можеме исто така и во кето диета да не слабееме. Да сме во длабока кетоза, да сме без јагле-хидрати, ама да сме во суфицит од 500 калории над нашата нормала, над нашиот неутрал и повторно или ќе имаме стагнација или ќе ставаме нови масти. Така да хидратите не ни се непријател, ни се пријатели. Реално квалитетен тренинг без јагле-хидрати многу тешко, односно и да направиме добар тренинг, сигурно нема да ги надминаме оние наши лимити и бариери. Се знае, прогрес мускуларен се случува исклучиво со гликоген во мускулите. Добро, значи мит. Мит. Мислам дека повеќе Прешкрдај. од прашањава ќе бидат мит. Одиме понатака. Кардио, наутро, на гладно. Дали ќе не слабее побрзо? Ова е најчесто во бодибилдинг светот, особено во надпреварувачкиот бодибилдинг. Многу сериозни, успешни атлети живеат со овој мит, бидејќи така слушнале од онаа old school ера, да, знаеш од кај потекнува ова? Пример, Дориан Нејтс како фитнес икона, бодибилдинг икона, кажал дека него највеќе му одговара, од таму потекнуваат тие митови, дека него највеќе му одговара утринското кардио на гладно. Што И тоа јас сум го правил и го правам се уште. Да, и тоа е вистина. Да, ама и Дориан Јејц има изјавено и многу бодибилдери проваци дека не го прават тоа ради некој специјален ефект на утро, туку го прават како и јас, за да заштедиш време во денот, да го изменаџираш нели тој тренинг со другите животни обврски и така ми е полесно, бидејќи ако се најадам утрински, тешко да станам за нареден саат два најаден да правам кардио, ми е помачно. И од тој аспект ми е подобро на мене, покомфортно. Ете и на Дориан Нејтс, и он така ми кажа, подобро му е на него и на многу билдери да си прават на гладно. Полесно е. А дека има плюс некој магичен ефект ако изработам кардио на гладно, не. Буквално 500 калории од кардио на велосипед, пример на статичен, дали ќе ги направиме со претходен оброк или без оброк, никакво влијание нема на дневниот фетбарник и на неделниот. Така да телото го сумира тој трафик, собраќај на калории, input-output, и ги сумира на крајот од неделата, да кажам. Некој промет прават попис. Така. И реално да. Да, буквално нервниот систем знае попис, сите алгоритми, механизми и крвоток се случува, дишење, опоравок и на крај ти сумира, ти кажува ставаме масти или вадиме масти. Буквално така е. Така да нема никој магичен ефект. Јас долго време се припремам со кардио навечер, на најадено. И истиот ефект го постигнав, истата форма ја постигнав, така да нема ни 0,001% ефект. Така.
Значи тоа е све по желба, слободно време, Да. расположение. Баш така. Според нашите можности ќе ги сетираме тие кардиосесии. Значи мит. Мит. Добро. Шкртни го. Шкртнато. Марче нека става така цкс цкс црвен Да, мит. марче шкртај таму. Одиме следно. За зголемување маса Треба некад да го извадиме марче тука да се збориме во некоја епизода. треба да скриене он таму. Не го знаат луѓето. Го знаат. За зголемување маса потребно е да јадеме било какви калории во големи количини. Ова многу луѓе го не само што го мислат и веруваат во него, туку го практикуваат. И рекреативци и понапредни вежбачи. Да бидам искрен, и јас еднаш кога го правев ова, чисто тестирав моето тело колку е толерантно на junk food, односно колку имам капацитет да изедам, а да не се замастам. Не постои такво нешто. Значи, не постои опција да извежбаш junk калории кога се во суфицит или пак да ги претвориш, да ги дивертираш во мускул. Такво нешто не постои. Има една добра, интересна стратегија, што е пробуваат, тоа сакам да кажам дека јас сум ја пробувал, dirty bulking, во превод прљаво, нечисто качување на маса. Меѓутоа, dirty bulking најчесто останува dirty. Самиот збор кажува. Да. Dirty од bulking ни Б нема да се случи ако не ги менаџираме работите. У превод, тоа го направив, не знам, 2013 година беше, баш онака јадев се, многу калории, дигав тегови, мислејќи дека ќе се зголемам, бидејќи бев hard gainer тип на тело. Многу тешко градев маса, многу споро градев маса, значи буквално ти знаеш се што имам на мене не е ништо од генетика, тука е стварно многу образование на темава, многу труд, многу трпение, долги години. Таа година си ја уништи формата со овој концепт dirty bulking. Буквално ми снема ни стомачни, ни вени, бев од 3D топчест, станав флет, мазен, со образи и меше. Едноставно не функционира тоа Дали така. напредна на мускулатура? Тоа беше интересно што не ставив мускулатура, односно, знаеш како Ти ќе видиме... ставил маса, ама Да. не ставил мускул. Прашањето, не знам дали е за маса, мислам дека е за обична маса, не е потенцирано мускул. Зголемување на маса, ама се подразбира што мислиме зголемување на маса. Сигурно ќе зголемиме е маса, зголемување на ама мускул. тоа ќе биде не маса, ваква него трпезарија. Тоа ќе биде квантитет. На вага ќе има сигурно накачување, 100%. ама мускулатура Да. не. Ќе се отвориме многу повеќе работа после заслабење. Баш, да. И знаеш, не можеме јасно да дефинираме, ако сме ставиле 10 кила во таа фаза dirty bulking, не можеме да дефинираме што е, немаме јасна визија да видиме што е што, колку е мускул, колку вода, гликоген, масти. Ако ќе се исчистиме на истиот процент на телесни масти, тогаш веќе имаме представа колку сме ставиле месо, она зрело мускулно месо. И тогаш го направив тоа и се разочарав кога се исчистив, како што кажа ти, ми беше хорор тешко, она претешко да се исчистам. Ако ми требале 15 недели за чистење, тогаш ми треба 30 недели и прво многу страда телото, многу жртвував, многу гладував, многу кардио правев. Голем јојо ефект. Да, едноставно многу напор за истиот резултат и бев полош од ланската година, бидејќи кортизолот ми беше повисок. Мораше да правам двојно кардио за да ја достигнам претходната форма и фактички само си потрошив една година. Тоа им го кажувам на сите. Океј да ја користат таа метода, оние буквално блиску до анорексични градби на тела. Тие што се hard gainer тип на тело, кој што има 50 кила и он е во животно загрозувачка состојба. Тој мора да качи маса по секоја цена, па макар и масти, за да дојде до некоја нормална физиономија. Кај таквите да, меѓутоа тоа се многу мал процент на луѓе. Лошо е да давам совет дека секој треба да проба dirty bulking. Се знае од junk food брза храна не носи ни здравие, ни мускули, ни долговечност. Се знае, носи расипани хормони и проблем во нашиот систем. Така да, фейк информација, да. Да. Фейк Што ньюс. значи дека изголемувањето на маса треба да биде со квалитетна храна. Добро, следно. Кардиото ќе ти го намали мускулот. Дане. Колку секунди имам да го договорам? Истече времето. Повеќе Следно пријател, чекај. 50, да бе Изгубивте помош 50 малце. евра. Тешки се овие прашања, стварно, дај помош. Вака пишете вие во коментар што мислите на прашањава, ама искрено, без да игнорирате ми ги одговорите, пишете некој реален коментар дали нешто од ова вие практикувате или сте биле влезени во таа мрежа од лажни информации, кои од тие информации сте ги употребиле и дали сте се разочарале. Тоа баш ме интересира, ќе си споделиме мислења.
Кој мит ви го разјаснивме, ствари може. Во кој Да, мит вие се да. пронајдовте и денес ви го разјаснивме. Баш сакам фидбек да слушнеме. Кој е следното прашање? Го пропушти, 50 евра. Да. Не стварно го изгуби. Кардиото ќе ни го намали мускулот. Да. Па тоа е меч со две острици кардиото. Фактички нема тука конкретен одговор да или не. Може да се дефинира прво на едната страна ако се претера со кардио, а ако немаме подмирено опоравок, дента, сите три макроси, јаглехидрати, протеини, масти, вода, ако не тренираме тежински, имаме шанси да го изгубиме тој веќе стекнат мускул, таа база, рамка на мускулатура. Од друга страна, ако се правиме како што треба и правиме редовно кардио, тоа ќе ни донесе дури на мускулна густина, бидејќи протокот на крв и кислород што се случува за време на кардиото ни прија за анаболизам и ни прија за да се опоравиме побрзо. Едноставно тој кислород и проток на крв ни се потребни и во фаза на диета и во фаза на маса. Така да го штитиме мускулот со тоа што создаваме одбранен механизам, имунитет и опоравок. Ако не е заштитено доволно протеински внес и гликоген од јаглехидрати, можно и да изгубиме. Точно така да не е баш мит, меѓутоа луѓето идат од другата крајност. Они мислат дека тоа го слушам секојдневно, као не прави брат кардио ич, немој ќе се намалиш. Као не можеш да се намалиш. Јас секој утро до сега од нова година до сега имам 300 кардио направени. Не само што не сум намален, туку сум зголемен во одредени партии, ама ги имам испочитувано сите други опоравувачки методи и инструменти, од јаглехидрати до суплементација, до глутамин, креатин, нема пропуск ни еден ден. Уствари се е во балансот. Да, ова прашање е индивидуално и баш релативно до балансот. Ама реално и со 99 дали се прашање од претходни епизоди или сега за овие митови, се сведува на таа добра организација на влез и излез на калории. Да, баланс, дефинитивно. Добро. Значи, дали кардиото го намалува мускулот е индивидуално. Као има одредена вистина. Индивидуално. Ама тешко е да намалиме мускул. Не е туку така лесно. Така. Мускулот тешко се стекнува, лесно се губи, да, ама не е баш туку така со некој кардио да го изгубиме. Да. Кога ќе видиме многу фудбалери па се мускулести, они трчаат 100 минути секој ден, не е туку така лесно. Да. Добро, значи, следно. Овошјето дебеле, не сме на диета да се јаде. Исто така многу често го слушам ова. Да, пречесто. Поготово за тие овошје кои што имаат повеќе шеќери, не знам како банана, брусница, смокви, суво грозје, да, никако на диета. Зашо, како ви кажат, тоа се шеќери. Да. Епа да, луѓето ги демонизираат шеќерите меѓу кои ја овошјето. Факт е дека на диета при слабење треба да се лимитира внесот на овошје, ама не само на овошје, па и на протеини, па на се. Така да, и ова индивидуално, али овошјето има, ако гледаме естетски и здравствен аспект, има преголем здравствен аспект. Дигестивна оценка има 10 од 10 овошјето. Незаменливо е, дури овошјето и зеленчукот се онака диамантот во нашето тело. Кога ќе слушнам диета базирана на без овош или зеленчук, особено без зеленчук, без тие влакна, антиоксиданти, буквално тие минерали и витамини, дури нема како да ги имитираме со суплементација некои типови на состојки. Одреден дел да. Али овошјето, например, интересно е што не само што можеме, туку мораме да го внесеме, особено оние ниско калорични овошки, што буквално и на маса и на дефиниција ги користиме секој ден, јас и ти, па и сите околу нас, оние бобинки, црвени, розови, капени, малини, аронија, значи тоа е баш она, јадеш диаманти, од што има толку вредностни... Иронија. Цинизам јадеме. Теорија, дволичност јадеме, у блендер го ставаме дволичност. Тоа многу ефект има. Така да тие овошки само ни подобруваат дигестија, ни одложуваат апетит, што е пресудно најчесто за на диета. Ти го прават тој глад издржлив и одложен и многу е полесно да ја санираме таа емотивна штета од гладување. Така да, друг добар тајминг за внесување овошје, ако збориме за оние по-калорични, по-шекерасти овошки, како например бананата и сувото грозје, најдобро е да ги темпираме веднаш после тренингот. Поради таа загубена глукоза или гликоген после тренингот, ни треба брзи шекери како фруктозните, како например декстрозата и малтодекстринот се идеални за после тренинг да го намалат кортизолот и да направат добар пат за транспорт на оние
аминокиселински состави што ги внесуваме веднаш после тренингот, дали е чисти аминокиселини, БЦА или протеини, буквално ги транспортираат во ние мускулни оштетени тази, оштетени ткива. Така да овошето... Наутро, јас, например, преферирам за доручек. Да, наутро низок инсулинот е супер наутро, меѓутоа зборам за оние покалорични, ударни треба да се после тренинг и имаат не само што имаат корист, него предобар ефект. Порано искрено јас така се плашев како дете. Ги мислев овие митови за вистините и се плашев од тој момент, на диета сум, сега ќе биде тешко, не сме овоше. Не постои такво нешто. Така да. Реално, колку лета си пропуштил со сезонски овошје? Да, добро. Сега на пример и тоа е индивидуално, збориме нели, овој подкаст е наменет за претежно за рекреативци. Кога се работи за надпреварувачки свет, да, последните 5-6 недели не гледам со очи овоше. Тоа е веќе некоја ригорозна фаза во која што рекреативец нема ни потреба да дојде во животот. Некои 5% на телесни масти нема ни зошто да живее со таква телесна форма. Така да ова е индивидуално, меѓутоа овошето е злато, диамант. Така, јас би рекла овошјето и зеленчекот се основата во исхраната. Апсолутно. Без разлика која ни е целта, без разлика како изгледаме, без разлика што сакаме да постигнеме. Да. Тоа е основа, темел. Дефинитивно. Добро. Фастингот е најефикасен за слабење, да или не? Тит. Да, ја во ова прашање буквално веруваат илјадници луѓе, милиони луѓе и го практикуваат. На многу луѓе ми е навистина полесно, ја разбирам, но не значи дека е најефикасен. Да. На многу луѓе ми е многу полесно да им кажеш не јади толку и толку време гладувај, ништо да не јадеш, отколку да се лимитирани со изворот на калории. Што е окей, но не значи дека е најдобар. Точно. Не можеме да кажеме дека е најлош фастингот или најдобар. Така. Едноставно е тотално неефективен ако не се избројат калориите и јаглехидратите и сите макроси. Тотално е неефективен, 0% ефект има, заради тоа што, еве ќе се вратиме на првото прашање, временската рамка нема влијание врз нашиот телесен и визуелен систем и процент на масти. Така да дали сме јаделе, како што предска кажаме, до 7 или не сме јаделе 16 часа, дури има некој 3-дневен фастинг, за тоа е од религијски аспект, оние тримери или муслиманите како постат по 16 часа секој ден. Тоа има друга примена, намена, спиритуални причини, меѓутоа не слабеат. Јас знам многу другари муслимани кои што го држат целиот пост без грешка и излагаат од постот здебелени. Така да ноќта, кога можеле да јадат, они се прејадувале и фактички калорискиот внес иде во суфицит постојано и освен што се истоштени во текот на денот, они не смеат ни вода да пијат, кај нив е многу по тврдо и ригорозно тој фастинг, дури малце по-нездраво, ама излагаат од фастингот од тие пости со неколку килограми плюс, што е доказ дека нема никакво влијание врз нашата телесна форма ако не ги изброиме. Фактички се е до броење. Мораме да ставиме лимит. Мораме да ставиме лимит не временски, туку лимит на нашите порции. Лесно е да ограничиме временски, меѓутоа ако порциите се големи, цел живот ќе се мачиме и ќе идеме напред-назад, ќе го обвинуваме нашиот систем, генетика, друг ќе ни е крив. Затоа би рекол, фастингот е добар да се направи ако човек, како што кажа ти, ако човек му е така полесно да ги менаџира тајмингот и калориите. Не ми се јаде денски, можам да издржам, навечер ќе јадам што ќе јадам, тоа ми е полесниот дел за да дојдам до дефицит и тоа е супер. Не викам дека е нешто лошо, али дека самиот фастинг без броење ќе не донесе до нешто. Да. Плюс фастингот многу активира кортизол, активира адреналин, не е за секого. Треба да дознаеме дали сме ние за фастинг. И ако сме за фастинг, колку пати неделно можеме да фастаме. Бидејќи 7 дена, 7 од 7 фастинг е сериозна белја за многу луѓе. И сум го видел тоа по крвни слики, го гледам, онака кортизолот е плафон и човекот живее во немир, во инсомнија, тешко му е, не знае дека е до фастингот, а тешко му е. И плюс не слабе. Да ги земе во обзир дневните ангажмани. Да. Не е исто ако некој човек работи трета смена, втора смена. Да. Не може да е исто. Дали може да се сноси со тие нејадења неколку сати. Така да фастингот е супер е тоа што го активира хормонот на раст, тоа е добрата страна, меѓутоа паралелно го активира и кортизолот и мораме да ставиме на вага што добиваме, што губиме и дали сакаме тоа да го правиме. И колку можеме на долг рок. И што е многу важно уште ова за фастингот, тренингот не е ист со фастинг
со нејадење многу сати. Сум пробал неколку пати, прво за мене не е фастинг, многу сум нервозен на фастинг, затоа не го правам, не ми тренингот, сум многу помек. Едноставно, кортизолот ми се гледа на мојата форма и не го обожавам тој Добро, ма концепт. луѓе кои што се рекреативци не именува на Да, перформанс. апсолутно. Затоа кажав се од моје искуство. Да. Океј, добро. Значи, заклучуваме дека фастингот не е најефикасен начин за следење. Е ефикасен, но не најефикасен. Добро. Следно. Креатинот ќе те поправи и ќе ти врзе вода. Дури ова го имам чуено во, замисли, порано, во продавници за суплементација, каде што продаваат суплементи. Памтам едно девојче ми вика, ти на маса ќе одиш, пошто земав креатин, на маса ќе си? Викам, не, на чистење. Па немој, ова ќе те здебели, знаеш? Замисли, Шубаво работи. Има луѓе што продаваат, а не знаат што продаваат. Нешто слушнале на некој форум, прочитале или некој постар им кажува таа генерација, немој креатин на бубризе ќе ти удри, тоа е исто втор мит поврзано со овој суплемент. Фактички креатинот е најстаро, најпроверено оружје, тотално безбедно за сите генерации, за сите типови на луѓе, освен ако некој нема сериозна проблематика со убрежна состојба или нешто, кај него многу работи ќе бидат рестриктивни, не само креатинот, али за нормална здрава индивидуа ете го горе креатинот и доле. Ми одговара, видиш, со плава комбинација, дали се гледа, како прават инфлуенсер. Колку грама овој? 300 грамски. Ова е 200 грамски. Таман за девојче за цел месец ќе покрие. Особено монохидрат креатин, чист, само ќе ни донесе добар перформанс. Знаеш што луѓето ги буни? Да, врзува вода, меѓутоа интрамускуларна вода. Тоа е целта. Не би можело да е најпродаван производ на светот ако врзува поткожна вода. Тоа е од старт проблем. Не би го дизајнирале ако е со таква намена, примена. Задржува интрамускуларна вода, а нема никаква поврзаност со на екстрацелуларна вода, што изгледа како што не прави отечени, што прави висок притисок, целулит, не е поврзано. Апсолутно. Интермускуларната вода и делува врз АТП клетките, го одложува заморот и тука завршува функцијата на когнитивни способности, додава па и расположение дава, и го менува малце вајбот во денот и ја многу голема разлика осеќам. Без и со креатин, на тренинг да се осеќа разлика, меѓутоа у денот не го осеќам уморот. И фактички нема ниту една лоша особина, а таа врзана вода, знаеш тоа го кажуваат луѓе кои што јадат постојано брза храна и пијат креатин и си викаат, јас земав креатин, малце ме здебели 3-4 кила. Да, он качил кило мускул, интрамускуларна вода на вага, 3 кила масти од чипсот и јогуртот и си вика, не за мене креатин, знаеш. А истиот тој може да оди на диета, да слабее со креатин, бидејќи зошто многу го препорачувам креатинот за време на диета. За да немаме, како предходното прашање, за да немаме преосетливост на мускулните ткива, да не ги губиме, пожелно е да задржиме интрамускуларна вода додека слабееме, за да го држиме заштитен мускулот. Така да и во фаза на диета, и во фаза на зголемување на мускул, креатин пите си. Што значи дека креатинот не врзува вода. Како може да го дозираат жени, мажи? Грамажа и дали пред тренинг, после тренинг, наутро? Па зависи кој спорт и со која цел и намена и зависи од килажата, тежината на човекот, ама ете за просечна жена, девојка која што тренира редовно 3 до 5 пати неделно, доволно е 3-4 грама пред тренингот, 3-4 грама после тренингот е сосема доволно. Во деновите кога не се тренира, доволно е само една дозерка. Дозерката мислам дека е 3,5 грамска тука. Доволно е само една доза после било кој оброк и тоа е тоа. Едноставен е овој суплемент за користење. Кај мажи? Исто е, само различна доза. Да, зависи од килограмите на човекот. Ако прашува човекот 140 килограми, некој мускулест, може да пие и 6 со 6 грама. Јас пијам секој ден 4 до 5 грама минимум пред тренинг и уште толку една доза. Ја ставам и малце повеќе искрено, ставам до 6-7 грама и после тренинг и пред. Јас кога ти правам, викаш, на доза, ма со врв. Со врвче, да, со планина, да тече од страните. Така да тоа е тоа, за креатинот не го демонизираме, стварно е нешто потребно и интересно е што жените имаат 20 до 30% помалку креатин во своите клетки, зборам оној натурален креатин.
и они треба многу поредовно да суплементираат од мажите. Бидејќи сите содневни активности, потрошувачки на калории, енергија, размислување, фокус, стрес, неспиење, губиме многу потребни елементи, па ете затоа имаме добра суплементација да ги вратиме тие изгубени. Спомна дека исто така еден од митовите поврзани со креатинот е тоа дека им штети на бубрезите. Дали е тоа вистина? И тоа е мит. Креатинот работи преку бубрезите, прави таа филтрација и задршка и Како отпуштање секоја на вода, да, и нема да ни е крив креатинот за проблем со бубрезите, дефинитивно. Освен оние што имаат генетска или стекната влошена бубрежна состојба, кај нив треба доктор да одреди што е проблемот и дали треба да се користи. Ама тоа се специфични случаи. Добро. Следно. Не можеш да се здебелиш со здрава храна. Фактички пак тука бројот на макроси и калории одлучува. Можеме да дадеме палента и риба, цел ден ако едеме 2 кила риба и кило палента, секако ќе фактот дека тие здрави, добри калории, тие здрави макроси се многу полесни за дигестија, не ни прават надоеност, има фибри, минерали, витамини и нашето тело ќе биде по-здраво и читаво, подобро ќе функционираат и хормоните. Но и дека не дебеле. Да, меѓутоа ќе качиш кило, 2, 3, 5, 100%, тоа нема, никој не избегал во таа калориска суфицитна бројка. Така да прешкртуваме и ова. Нет здравата храна може да дебелее. Добро. Сега. Извини, исто како со нездрава храна што може да се ослабе, на погрешен начин, меѓутоа може да се изгуби килажа. Нездраво, али Да. на Али ќе намалиме на покаже цифра. минус. Да. Да, така е. Следно. Со стероиди е многу полесно да ослабиш. Ова многу машкиот свет верува во ова. А често и обратно. Па во праксата е обратно. Во праксата фактички 80% од стероидите кои што се и тестостеронско-естрогенски естери, кои што го привлекуваат и провоцираат и естрогенот да ароматизира, слабењето и визуелната состојба е многу потешко да се избистри и исчисти, отколку на натурална верзија. Буквално, еве да земам еден обичен тестостеронен антат кој што го привлекува и го ароматизира естрогенот, може да ја држи матна сликата на тело многу повеќе отколку за човек кој што не зима ништо, не пие ништо. Така да стероидите даваат некој плюс перформанс на сила, на агресија, подобрува одредени ставки, руши многу ставки, значи имаме добри и лоши ефекти. Тие добри и лоши се индивидуални. Едните ги сакаме, другите не ги сакаме, али мора да се случат и тие. Така да еден од сајд ефектите на стероидите е ароматизација, одредени естери, не сите, и тие го отежнуваат слабењето. Од друга страна, одреден тип на стероиди, допинг, хормони, синтетички, во превод, поддржуваат базален метаболизам и индиректно телото ќе троши повеќе калории умирување, ама исклучува ако тренираме силно и ако јадеме, ако предизвикаме хипертрофија. Инаку самите стероиди сами по себе не само што не чистат, туку не успоруваат одреден тип. Така да полесно ни е без нив за чистење. А за градење на маса, фактот дека се супериорни, бидејќи ги креваат, ги бустат сите повеќето алфа одлики, мускулатура, снага, опоравок и е стварно неспоредливо. Ако сме кај губење масти, не. Многу често појава е почетници, без разлика на возраста, нели? Спорам кај мажи. Во најмала рака да побарат или да земат стероиди. Мислејќи дека стероидите ќе им направат мускули. Еден од најголемите митови. Да, поголем. Го немаме запишано, ама дојде некако спонтано на темава и баш би сакала да објасниш. Да, тоа е честа проблематика за сите оние генерации кои што сакаат скратен пат. И за жал интернетот го представува стероидот, допингот навистина како скратен пат. И кога ќе некој дете кога ќе виде некој такво видео, TikTok видео или што е да го измотивира да земе хемија, или кога ќе види некој лик на негова возраст развиен кој што промовира стероиди, луѓето се манипулираат и се предизвикуваат да земат, бидејќи смета дека тоа е или единствениот или најбрзиот пат. Вистината е друга. Стероидите особено кај млади луѓе, повеќе работи ќе нарушат отколку ќе предизвикаат. За да се земе стероиди, прво не го препорачувам, али ако треба да се земе,
тоа би препорачал кај некој човек кој што има изградена длабока мускулатура, зрела, кој што има стаж 10, 20, 30 години, И кој што професионално стигнал, се се бави со тоа, заработува тоа, животот го посветил, кај него е окей до некаде да ризикува со сите сајд ефекти да ги превземе, да се носи со нив, бидејќи животот му е посветен на тоа, дали се надпреварува или живее како модел или што и да е. У странството тоа го гледаме дека стана секојдневие, меѓутоа деца рекреативци кои што не употребиле ниеден од овие природни џокери и суплементи и храна. Не дали се од себе на Да. тренинг. Него После да, суплементи, на него тренинг извадиле да максимумот на тренинг ни со храна и веднаш пробуваат нешто што мислат дека е џокер и краток пат до резултатот. Такво нешто не постои. Интересното е тоа што една брутална вистина што со стероиди треба да си многу поригорозен и поодговорен кон своето тело, бидејќи зимаш керозин, пример, зимаш бензин за Ферари, за формула, а ти се однесуваш како југо и не иде. Од таа ситуација, таквите луѓе ги гледаат и осеќаат само сајд ефектите. Ефекти не осеќаат. И подоа се разочаруваат и одат по ендокринолози да ги оправат своите хормони, бидејќи е тешко за оправување. Колку се свесни луѓето кои што сакаат или кои што земаат стероиди, колку се свесни за последиците? Обично не сакаат да ги слушаат тие сајд ефекти. Јас работам и со рекреативци и со надпреварувачи. Гледам помалку со надпреварувачи да работам, само ептен ако мора со некој многу мал број се, како што најав на почетокот, информациите ни се пласирани безброј, онака во огромна количина, и човек ќе си рече, па лесно вие сега да збори со некој човек од минатото, ќе ти рече, 2025-та, вие имате се на послужавник. Да, ама на послужавник имаме и фейк нюс. Така е. На повеќе се такви, буквално. Отвори TikTok и секој стана стручњак и мудрец и секој има за право да кажува. И на овие теми, сензитивни теми, сама сметам дека треба и да ги збориме. Се случуваат сериозни проблеми и што беше под прашањето, ме праша нешто? Колку се свесни за Колку се последиците? свесни? Па најчесто не сакаат да слушаат на тема последици. Ме прашуваат само на тема ефекти. И тој да го перцепираат и ја сака таа вистина. Што ќе му се случи, за колку време ќе осети резултат, прашува, дали ќе има подобрено либидо, колку ќе крене на бенч плюс од претходниот негов максимум. И тоа. И многу е тажно што имам одржувано и такви семинари на тема пост-сайкл терапија. Тоа е терапија што треба да се мора да се случи после некој извагање, користење на циклус од 10, 12, 15 недели, колку и да е, каде што биле суперсирани повеќето хормони, можеби сите алфа хормони, и треба да се превземе еден сериозен најважен чекор, тоа е некоја си заштита во вид на исто така хормони и прохормони. Многу дечки кои што сериозно пристапеле за време на циклусот не сакаат да го прават тој пост-сайкл терапија заштита период. Го избегнуваат. Сметаат дека на нив, баш на нив нема да им се случи ништо лошо. Као завршувам со ова, брат, доволно ми е, супер. Или работел не со мене, него со ендокринолог му препишал и истиот тој ендокринолог гледам дека му препишал заштита, да не набројувам каков тип на заштита, не е битно, и не сака да го користи тоа. Сака до тука, ги видел резултатите и потоа се пушта. Волер, што викаат. И тука се случуваат најголемите проблеми. Кога ќе се потцени тој пост-сайкл терапија, период, тука настанува онаа тестостеронска депресија, настанува загуба на мускулатура, застанува застанува процесот на градење, се случува катаболизам. Се намалува либидото, се намалува расположението, апетитот, тренингот што претходно сме го правеле брутално агресивен и ни пријал, го нема таков тип на вајб на тренинг. Расположението ни го нема и телото се враќа не само во нормала, туку се враќа во некоја точка што не била. Значи со таква супресија не сме живееле ние и се наеднаш, тоа се вика тестостеронска депресија. И буквално тука е, тоа е честа причина за истите тие вежбачи да се кријат во дуксери, да не сакаат да се појават во истите сали кај што вежбале претходно, немаат само доверба и со девојка во друштвото. Они сметаат дека веќе не се супериорни, иако може сите да ги гледаат како истите, и се кријат од оние загубени резултати за околината да не ги примети. И тоа е многу тешка фаза за машко, каде што буквално му се одзима машкоста и се случува сериозна депресија. Тоа привлекува и анксиозност. Буквално како домино ефект се случуваат многу лоши негативни нешта, затоа секогаш препорачувам да се прават крвни слики, да не се потценуваат ни стероидите, да не се преценуваат, а и да не се потценуваат ни тие периоди на заштита.
така да мора пази на оваа тема. Апсолутно се согласувам да не секогаш да земаат мислење од некој во теретана што земал. Да. Пошто најчесто се случува тоа, бидејќи еве со години сме на теретани и некогаш сакаш некош лично јас ги слушам тие муабети. Земи си Да. тоа, мене ми направи тоа, земи си. Тој вика ајде. Па, Да, ништо не ми се деси земја на вар. Да, знаеш Супер. како да е, не знам, протеин доза. Да, Добро, баш. така да мите дека стероидите слабеат. Да, го прошириве прашањето, ама Да, мислам ама дека добро корисни информации. Следно. Изфрли го глутенот и ќе ослабеш. Изфрли го. Фрли. како дали низ прозор треба да се Прозор, фрли да, јај така праше мислам. или може да се остави така пред врата? Да, глутенот е најчест виновник помеѓу луѓето, особено жените, се обсесирани со јадење безглутенска храна. Ефектот со и без глутен при одредена диета, ефектот е нула при слабење и при дебелење. Буквално не ни смета. Фактички, ова се разви некаде пред 10 години, баш онака кампања, пропаганда се случи и тоа остана, за жал се зголемува. Толку силен маркетинг му направија на глутенот, да луѓето мислат дека глутенот е зло. Јадеш парче храна која што има глутен и качуваш 5 кила. Фактички глутенот нема некоја специфична магична калориска тежина што ќе ни направи дисбаланс или суфицит. Глутенот е буквално во превод лепак. Тој да, може да ни смета при дигестија, како и лактозата, како и други елементи што ги внесуваме, меѓутоа да не здебели, не. Има факти кои што кажуваат дека 1 до максимум 2% на во луѓето во светот, значи околу 1% на луѓе во светот имаат вистински проблем со целијакија, онака проблем, сериозен проблем околу глутенот и кај нив не е туку така нивно мислење или нешто утврдена целијакија како болест. И они не можат да помирисаат глутен. Они веднаш ќе дознаат, ако не знаат, дека имаат сериозен проблем. Ние повеќето, зборам општеството, се базира на мислење, бидејќи на некој му сметало глутен, и си викаме, ја имам 10 кила вишок, јадам леп, сигурно глутенот ми смета. И многу луѓе грешат кога при оние малски муабети ќе каже некоја жена, епа види, Маре ослабе 6 кила, само го тргна глутенот. А Маре, фактички, го тргнала лебот или овесот, Така. и она ослабела поради овесот, тргнала можеби 1000 калории у денот, и ослабела поради тоа, не поради глутенот. Самиот глутен нема некое проклето дејство па да ни пречи, така да еве јас реално никош го немам исфрлено глутенот. Не дека намерно го јадам, меѓутоа не го селектирам, не го филтрирам, не го исфрлам. И да, знае да направи потешка дигестија, меѓутоа не проблем со слабење, туку проблем во дигестија. Ама тоа не е поврзано со процент на масти. Мислам дека има малце маркетинг во тоа. Обично сегде каде што пишува безглутенска или нула глутен, се продава тоа. Што би рекол нашиот народ, како алва иде. Како алва иде, да. Па сега направија, сега пред неколку години направија, особено американците, некоја подгрупа на категорија на храни, на намирници, кои што се безглутенски, онака копија на обичните леп безглутенски, овес безглутенски, паста безглутенски. И интересно е што ако изгуглаш има нови креирани, новокомпонирани милион производи безглутенски, дури начекав шампон безглутенски. Замисли до кој степен ги манипулираат американците. Да не здебели косата. Да, американците особено, демек до толку е некој сензитивен на глутен, па може и шампонот да го поправи 5 кила. Не се ни бања тој. Патеки безглутенски патеки. Да, гледа Netflix безглутенски филм, значи до тамо ќе одат, само да не му пречи, да не го гледа дома глутенот дека го пишува. Реално да, ама ние како луѓе сме многу лесно манипулативни. Многу, онака ни прават што сакаат ни прават стварно. И тоа е тажно, ама се надам дека ќе почнеме да размислуваме малце повеќе потрезно со наша глава, не со главата на тие маркетички кампањи. Па, дај Боже. Дај Боже. Одиме понатака, викам. Тренингот со повеќе повторување е за слабење, а со поголема тежина и помалку повторување е за маса. Колку од ова е вистина? И јас во ова сум верувал кога почнав да вежбам, бидејќи првиот тренер, сега не можам да кажам дека бил тренер
Кој знае што бил пред 20 години, човекот Вработен вработен во теретана, да. не имаше ни мускули ни Ги форма. научил справите како функционира Да, тренер. да. На мои 17 години првпат некој што видов дека вежба, некаква вежба што немаше ни мускули, и прв ми беше учител тој. И ми вика, ќе правиш многу повторување со мали килажи, ако сакаш да се чистиш, ама ја бе слабичок, ми требаше маса и ми викаше, ти до 5 повторување, со истата килажа, ама до 5. А на 5 застани. А ти можеш со таа килажа, После можеби... слабееш више. Да, после 5 више се сушиш, не можеш прекини. И да, многу луѓе тоа го практикуваат и гледам, буквално ми пристапуваат клиенти кои што секогаш ги прашувам дали тренирале, пред соработка ги прашувам како јаделе, како вежбале и ми даваат некои површни или сложени комплексни одговори. Некој ми го праќа и целиот тренинг план, преземена дали од тренер или од интернет или свој план и гледам дека многу луѓе го практикуваат ова. Жената што сака да ослабе, има 20-30 кг вишок, гледам дека работи минимални килажи, работи тежини и отпори со многу повторување. И ја прашувам, ослабе ли од овој концепт? Не, ми вика. Внимаваш ли на макроси на калорија? Не, се основно вика на тренингот, бидејќи вежбам за слабење. Фактички тренингот, еве знаеш и ти и јас, тренингот ни е речиси ист и во фаза на маса и во фаза на дефиниција. Дури и пробувам, се обидувам за време на диета да ги кренам исти или поголемите килажи што сум ги правил на маса, со цел да зголемам или напреднам во мускулатура. Така да работата со силна тензија, луѓе, е пресудна. Силна тензија, механички стрес, многу килажа, многу товар, многу тренинзи со отпор ќе ни донесе и подобар фет бърнинг, значи и подобар топач на масти ќе биде и ќе биде подобра ватка за градење мускул. Така да вежбање со лабаво темпо, со мали килажи, тоа да го ставиме за луѓе кои што се повредени или луѓе кои што имаат некои недостатоци или немаат можност да тренираат со целосен фул капацитет, за нив да го ставиме тој полабав концепт. Или за почетници кои што го почнале, па не ни смеат да употребат голема тежина и сила. Или после долга пауза. Да. Ние сите треба да вежбаме со наш некој максимум, за да извлечеме подобра мускулатура. Значи, мит. Да, само уште би додал дека дали е таков или таков тренингот, храната одлучува дали ние ќе топиме или ќе градиме. Не постои идеален тренинг за маса или идеален тренинг за чистење. Као не постои колку и да тренираш идеално за чистење, ако дома изедеш 4 бурека, ти си на друга програма веќе и обратно. Така е. Добро. Холестеролот е штетен по здравјето. Холестеролот е не само што не е штетен, туку е пријатен за здравјето. Тоа Му е пријател на здравјето. му е пријател на другарче на здравјето, да. Ова треба многу докторите да го зборат. Некако докторите Се согласувам. сметам дека треба да има доктори инфлуенсери како доктор Горан, да го поздравиме доктор Горан, можеби ќе гледа некој од овие епизоди. Ако не гледа, не знам што он губи. Да, огуби, нема да дознае. Дека сме го поздравиле, нема да дознае. Да, доктор Горан. Да, сакам многу од хирурзи до ендокринолози да станат инфлуенсери од типот на не да прават giveaway, не да прават соработки само, па и дека прават, ама да даваат гласна, да, гласна и јасна едукација, иако ние поканивме неколку доктори, фала им што прифатија. Сакам да има баш онака гласни и јасни доктори на овие теми, да не мора само ние тренерите да се појавуваме по подкасти и по емисии да објаснуваме, бидејќи многу доктори не гледаат како невалидни. Како не сте вие доктори, вие зборите се за фитнес. А кога доктор ќе каже некој модерен, сериозен доктор кога ќе каже оваа проблематика, тоа изгледа уште повкусно, уште подобро и повалидно. И би апелирала, јас извини кратко само на темава, доколку постои некој доктор, стручно лице во било која област која е поврзана со здравјето, а не гледа, сака да сподели дел од своето здравје, можеби ние не знаеме за дека лично не го знаеме и не сме го поканиле, пишете ни. Да, браво за апелот. Не, стварно, мислам, еве, не ги знаеме сите, јас знам, не знам, 2-3 гинеколози, толку знам, или не знам, 20 ендокринолози, ама ако постојат доктори кои што сакаат да споделат знаење, со цел да шириме поздрав начин на живот, пишете ни. Имаме профил на Инстаграм, пак играм подкаст. Или на нашите лични може, исто. Да, добар апел, реално до сега 10 гости како што ги поканеме, сите прифатија и се израдуваа што може да се дел од овие кампањи, некои позитиви што ги креираме и шириме. И верувам дека буквално ширење на бесплатни информации
само ќе пријат, никој нема да се потроши од нив. Апсолутно. И ќе дознаеме многу нови нешта кои што ете, како што гледаме митови, еден куп има и треба да ги расчистиме. Верувам дека некој доктор вака ќе седне, ќе му поставам 20 прашања, ќе ги демантира или прифати и ќе научиме сите. Така да идеме следно прашање Холестеролот. за холестеролот, да. Холестеролот не го одговоривме, го поздравиме само доктор Горан. Треба он, ете му давам обрска он да го одговори. Холестеролот фактички не е буквално липид во телото што ни е потребен. Не ни можеме да живееме без холестерол. Тие липиди ги синтетизираат и креираат нашите хормони. Нашиот тестостерон и естрадиол како секс хормони се зависни и од тие крвни параметри. Многу, најверојатно, не знам кој ни ги има така демонизирано сите тие бројки на висок холестерол, кога ќе видиме, одма тоа го поврзуваме со некој срцев удар, со некој мозочен удар. Значи, мораме да дознаеме што е HDL, што е LDL холестерол. Тие се различни, меѓутоа двете се потребни. Може да ги обясниш на кратко? Да, high lipodensity, тоа се протеини, липопротеини, тоа е HDL, добриот холестерол што го викаме. Low lipodensity протеин е LDL, холестерол. Многу е важно кога правиме крвни слики, по можност во таа лабораторија да побараме да ни ги одделат, да видиме што е што. Бидејќи ако гледаме само вкупен холестерол, тоа е окей, но не ни кажува баш цела слика. Ако ги одделиме LDL и HDL, гледаме каде е проблемот, ако има проблем. Може и да нема проблем. Така да треба редовни крвни слики и не треба да го обвинуваме холестеролот како нешто лошо, бидејќи многу типови на храна кои што го креираат холестеролот, гледам дека се демонизирани и ги одбегнуваме, а истиот тој холестерол е виновен позитивно за многу наши добри случувања, расположение, влијаат врз неуротрансмитери, влијаат врз допамин, влијаат врз кортизолот, значи многу ставки се зависни од тој холестерол. Така да, мој конечен одговор, потребен е, меѓутоа треба контрола на... Како на се, што кажаме, треба баланс. Сите, баш кога сме кај хормоните, многу чести прашања имамо типот на што е подобро, низок естроген или висок? Што е подобро, дали за стероиди, дали за природни хормони? Како, пак ќе имам превисок тестостерон, дали е тоа супер? Не е супер ништо што искача од рамките. Треба да е некоја Треба да се стремиме да е нешто кон некои средни, златни средини, бидејќи превисок естроген, само пример како естроген ќе дадам, превисок естроген ни создава гинекомастија, естетски, дерматолошки проблеми кај нас мажите, може да ни мутира гласот, да вметнеме и магнетизираме некои женски одлики, можеме да имаме најверојатно задршка на вода, висок притисок. Тие се и естетски и здравствени проблеми, па некогаш и смрт поради превисок притисок, меѓутоа тоа се ретки случаи што имаат потенцијал за удар од мозочен од висок притисок. Од другата страна, низок естрадиол кај маж може да предизвика проблем со срцето, бидејќи срцето има потреба од естрогенска вода, ќе се намали постојано, може да се искорени она либидо, кое што е зависно од тој секс хормон естрадиол. Исто и кај тестостеронот и кај кортизолот. Многу луѓе викаат, да можам да го искоренам кортизолот, да немам стрес. Фактички, кортизолот не е стрес, тој е индикатор каков стрес ние имаме. Од друга страна, тоа е аларм. И не е лош хормон. Не постои лош или добар хормон. Апсолутно, да. Низок, висок, тоа е све што е надвор од границата, било кој хормон е погрешно. Точно, е лошо, да. штетно. Да, апсолутно. Особено ако се оние долни граници, тоа е уште поголем проблем, мада и горните, али еве на пример кортизолот. Многу луѓе тоа ме викаат, како да го намалам, да го искоренам кортизолот, да немам стрес. Не, контролата на кортизолот нема да ти го реши проблемот во животот. Работна позиција, брачни проблеми или слично. Он е индикатор ти колку го менаџираш стресот. Ти можеш да имаш и сериозни проблеми надвор на љубовно или работно поле, али кортизолот да е среден, што значи добро сме го менаџирале, добро сме дишале, добро сме спортувале, сме јаделе, сме спиеле и кортизолот е супер. Имам видено крвни слики, многу интересно, клиенти кои што немаат никаков стрес во животот. Никаков, буквално, речено финансиско прашање, емотивно, физичко, добро изгледаат, супер изгледаат, меѓутоа кортизолот е висок. На што се должи тоа? Многу честа појава е overthinking, као
премногу размислување на нешта што не треба да се во наш домен и домет и сами си даваме автогол во превод. Имам такви многу примери, околу мене сум гледал, буквално нема никаков проблем, сите хормони се добри, меѓутоа има тригер за висок кортизол, да. Не спие добро или е овертинкер и се случува тоа. А додуша пренизок кортизол значи дека ние никогаш нема да се разбудиме. Кортизолот е тој што не буди навечер. Тоест утрински. Дали во 5 или во 7 сабајле, тој ни е главниот аларм да станеме. Доколку не е адреналинот како главен аларм да ни се уклучи нашата слика, нашиот поглед, сенс, емоција, ние ќе прекинеме да живееме. Нема како, ќе живееме заспани. Така да сите хормони се важни и сите параметри од црн дроб, холестерол, триглицериди, сите тие се важни, меѓутоа, како што кажав, треба баш да дојде ендокринолог да опише што е што. Луѓето да дознаат. Детално да објасни. Океј, али одлично објасни. Фала, колечки. Колега, ја мислам дека уште еден мит да разбиеме за оваа епизода. Ајде, со Има токмак. уште многу реално, барем тука што ги имам на список, но ќе оставиме за некоја следна епизода. Ако, да. Значи, за самиот крај на оваа емисија, вика, изфрлија солта, те дебеле и ти прави задршка на вода. Сол на дневна база мораме да вметнеме, да внесеме, дали ќе биде тоа преку храна, дали преку обична сол суплементарна, и тоа е суплемент, нели, прашок. Мораме да внесеме повеќе од, сега тоа е релативно индивидуално, 2, 3 или 5 грама за обичен човек кој што функционира, тренира, работи, мисли и пие вода, паралелно нели филтрира вода и сол, треба да внесува, а човек кој што користи и сауна, живее во пожешки земји, простории, се поти, трча маратони, качува планини, таму внесот треба да е често пати и двојно. Бидејќи се изфрла преку Да, водата. преку кожни пори се изфрла многу лесно и преку урина. Едноставно така се губи и ако се доживее таа хипонатремија, се случуваат тие знаци. Ладна пот, може да осетиме како треперење, како паѓање на шеќер. Мускулите се многу помеки, интрамускуларната вода веќе не се задржува, се испушта. Онаа подкожна, фактички тука се губат двете типови на води, и подкожна и интрамускуларна, и изгледаме многу попразно, помеко, повиснато. Перформансите на тренинг драстично ќе опаднат, уморот ќе не стигне многу побрзо отколку што би требало да не стигне. Грчеви ќе имаме по нозете, буквално јас, мислам индивидуално е тоа, кај мене има на градите и на листовите ненормални грчеви. Еден ден да заборавам да пијам сол, тоа е кај мене изразито премногу. Така да солта ни е пријател, не ни е непријател како со јаглехидратите и нема никаква поврзаност конкретно со слабењето и со процентот на масти. Со водата има поврзаност, да, меѓутоа позитивна поврзаност. Но не дека прави задршка на вода, како што гласи митот. Да, прави задршка на вода одредена во келии. Сега, ако јадеме ние нездрава храна, нездравата храна ќе не направи задршка. Солта е тука балансот. Супер. Одлично, уште еден мит разбив. Да, ова беше стварно популарно размислување на луѓето. Да, реално ги опфативме тие најпопуларните митови. Се надевам дека многу митови ви разрешивме, како што кажавме и пред малку, пишете ни во коментар кој ваш мит го разбивме денес и дали ви се свиѓа овој концепт на емисија. Па јас би кажал што да додадам, не знам, освен лайк, шер и Обожавам да subscribe. биеш митови. Да бијам. Со токмак да ги рушам. Фала многу за вниманието, верувам дека и се надам дека нешто плюс дадовме и научивте. Ве очекувам во коментари да пишете дали и колку од овие митови сте ги правеле или ги правите, ме интересира ваше мислење. Или можеби некој мит што денес не го спомнавме, а е Да, популарен. сигурно има уште многу. Јас можам да пишувам вака до задутре и да ги одговараме, али здравје, следна епизода. Голем поздрав до сите, убава вечер, ладите со клими, многу е жешко и се најдобро. Поздрав од мене. Поздрав и убава вечер.